Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Снежни врнежи во текот на ноќта ја зафатија Македонија пред се повисоките места. Како што беше најавено, студениот и влажен бран донесе и врнежи од снег на планините. Според информациите, слаба снежна покривка е формирана на врвовите на дел од македонските планини на надморска височина над 1000 метри. Врвовите на Осоговието, Козјак и на Скопска Црна Гора побелеа. Снег има во Маврово и на Шар планина, поточно на Попова шапка. Врнежи од снег се регистрирани и на планинскиот превој Стража. Од градовите снежна покривка е регистрирана во Дебар и во Кратово. Советниците утре ќе одржат 51-та редовна седница на Советот на општина Куманово. На дневен ред се 24 точки, меѓу кои кварталниот извештај за извршување на буџетот и проширување на буџетот за 2016 година. Советниците утре ќе одржат 51-та седница на Советот на општина Куманово. На дневен ред се 24 точки, меѓу кои кварталниот извештај за извршување на буџетот и проширување на буџетот за 2016 година, извештај за реализација на програмата за развој на спорт и рекреативни активности, извештај за реализација програмски активности од програмата за локален економски развој и развој на информатичка технологија на општина Куманово за 2015 година, информации за начинот на изведување на училишните екскурзии, предлог одлука за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, предлог одлука за донесување на детален урбанистички план на различни градски и приградски локации, како и финансиски извештаи за работа на јавното претпријатие Пазариште. Во окружната сала на Поранешен комитет се одржа панел дискусија на тема Македонија на пат кон евроинтеграција, фикција или реалност, во организација на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција при локалната самоуправа на Куманово. Македонија на пат кон евроинтеграција, фикција или реалност е четврта поред панел дискусија која локалната самоуправа ја организира во пресрет на 9 мај, Денот на Европа. Трибината е дел од проектот Европа за граѓаните, кој предвидува разгледување на позицијата на Македонија на патот кон EU-интегративните процеси. Нашите ментори, оние што не обсервираат и што ни даваат правец на европскиот пат, смета дека Македонија треба да направи голем исчекор во овие правци за да дојме на правиот пат како интегративна членка во Европската унија. Затоа овие трибини, мислам, даваат силна порака пред се на политичките чинители во Република Македонија и сите оние кои го стварат општеството, бидејќи општеството е дел од политичките партии и граѓанските содружија на владиниот сектор, се медиумите, се оно што го чинат во однос на релација држава и општество, и таа спрега која е распукната на ниво на релација на држава и општество е основната причина за политичката криза која ја тресе Македонија скоро година и повеќе, и мислам дека на некој начин овие трибини ќе донесат до мирна и демократска развршица во решавање на големата политичка криза. Дамјановски истакна дека примената на основните евроинтеграцијски процеси на локално ниво ќе допринесат за трасирање на патот на Македонија кон Европската унија. Додаде дека Куманово е Македонија во мало, со својата мултиетничност, мултикултуралност и мултирелигиозност, успешна приказна која треба да биде пример како се гради едно граѓанско општество. Според професор Димитар Мирчев, пак почесен председател на Европското движење во Македонија, кризата во државата ќе се реши со седнување на маса на четворицата лидери на најголемите политички партии, со така нареченото оживување на Пржинскиот договор и со избори на 5 јуни. Доколку не се седне на маса и тука многу сметаме на кои фактор за европски вредности и многу сметаме на некој притисок таа мисика да се седне и да се постигне договор. И јас верувам дека бидејќи оваа состојба е многу границата на толеранцијата, сепак ќе се седне на маса, ќе се договори датум на избори, односно ќе се приматат изборите кои се веќе закажани. Мирчев рече дека не може да се бара формирање техничка влада, бидејќи собранието е распуштено, а и постојната влада е техничка, рече тој, за спроведување на закажаните избори. Додаде дека не може ниту да се бара одставка од председателот на државата, чишто мандат го даваат граѓаните, а дополнително според него, тој мандат е доделен врз основа на разлика од 180.000 гласови во споредба со неговиот опонент.
Едно лице е тешко повредено во сообраќајна несреќа што се случила по полноќ на улицата 11 октомври во центарот на градот. До несреќата дошло кога автомобил со кумановски регистарски таблички управуван од лице од Куманово удрил во пешак од Ваксинце. Пешакот се здобил со тешки телесни повреди, кој поради сериозноста на повредите е пренесен во клиничкиот центар во Скопје. Увид на лице место извршила екипа на СВР Куманово. И царинските службеници на граничниот премин Табановце деновиве со полни раце работа имале 2 заплени. Во првиот случај заплениле голема количина на лекови, додека во вториот при контрола одзеле 2500 евра од македонски државјани. Царинските службеници деновиве на граничниот премин Табановце откриле голема количина на лекови, 2655 разни таблети, 23 инекции инсулин, 30 ленти за проверување на шеќер во крвта и 100 игли за инсулин се откриени при контрола на македонски автобус што возел на релација Хамбург-Охрид. Непријавените лекови се пронајдени во 2 куфери, сопственост на возачот и на македонски државјанин. Исто така во друг одвоен случај царинските службеници на граничниот премин Табановце одзеле 2500 евра од македонски државјанин. При претрес на предниот дел од джебот на фармерките кај возачот се пронајдени 4500 евра за кои не поседувал документ за потекло. Во согласност со законските прописи, на патникот му се вратени 2000 евра, износ што резидент може слободно да го изнесе од државата, а за сторениот прекашок ќе биде поведена соодветна постапка. Во просториите на Дневниот центар за престој на лица со интелектуална попреченост Порака наша, како завршен настан од проектот Кроечка работилница и работилница за шиење, се одржа отворен ден на кој беа презентирани рачните изработки кои ги подготвија корисниците на центарот. Отворениот ден во Порака наша беше можност јавноста да се запознае со активностите спроведени во рамки на проектот Кројачка работилница и работилница за шиење, финансиран од страна на Мировен корпус со грант од 2600 евра, кој меѓу другото беше наменат и за набавка на 2 професионални машини за шиење. Мировен корпус Македонија работи во Македонија 20 години, од 1996 година, преку своји волонтери кои ги има во различни организации, меѓу кои и со во Порака наша. Нашата волонтерка е веќе 2 години, 2,5 години веќе работи во Порака наша, а ние како Мировен корпус бевме во можност да го помогнеме овој проект со мала финансиска помош. Ке сакаме да го помогнеме во Куманово и Порака наша и во иднина со секаков тип на активности. Овој проект опфати работа со корисниците во Порака наша, односно да ги зголемат своите вештини во шиење. За таа цел Порака наша заедно со Мировен корпус, со средствата купивме 2 индустријски машини кои би ќе трајат многу долго време и ќе им користат на корисниците да работат со нив во едно тешко специфично обкружување. Мировниот корпус изминатиот период исклучително внимание посветува на проекти кои интегрираат лица со попреченост. Корисниците изработија уникатни торби, украсни салфети, велигденски декоративни торбички, практични куински додатоци, а покреативните направија слики. Изложените изработки беа на продажба, а собраните средства ќе бидат повторно вложени во процесот на производство во прилог на развивање на така нареченото општествено предприемништво. Но најголемата придобивка е радоста на лицата со попреченост кои добија можност да бидат корисни, социјализирани и среќни со своите трудови, плод на нивните собствени раце. Тие сакат едноставно да научат и желни се да научат во секој случај и може да одвојам тројца, четворица кои се потенцијални, да кажем, кои стварно вреди да се каже дека научија, да ги социјализираме што повеќе и ако не се најде некоја добра душа, некој што сака такво нешто да активира, да прими на работа, било која компанија шивачка, да кажеме, со поедноставни работи, можеме слободно да дадеме препораки на тројца кои можат навистина да работат. Настанот беше збогатен со настапот на музичкиот состав Синдикат, кои без надомест ги забавуваа присутните, а поддршка дадоа и представници на локалната бизнис заедница. Основното училиште Кочо Рацин трета година поред го одржа Велигденскиот базар и оваа година посетеноста од страна на родителите беше задоволувачка. Се продава велигденски украси во знакот на големиот христијански празник Велигден. Базарот беше продажен, сите собрани средства ќе бидат наменети за потребите на училиштето.
Во основното училиште Кочо Рацин се одржа Великденски базар, кој е дел од проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците од Министерството за образование и наука. Станува збор за проект во кој е вклучена и соработката на родителите и секогаш е посетен во голем број. Финансиите што ќе се соберат од продажбата на базарот ќе бидат наменети за потребите на училиштето. Еве, заедно со родители, со ученици, изработивме многу работи по повод Великденскиот празник. Имаше многу изработки од благи работи, потоа изработки од ученици, крошнички украси, декоративни работи за Великден. Сите учествуваа, родители, ученици. Секоја година родителите земаат активно учество на овие базари, активно се вклучени со нивните дечиња во изработка на великденски украси. Па ние како родители требавме да изработиме заедно со децата, со помош на учителката и нешто дома, нешто на училиште, изработувавме разни украси на великденски, дали се држачи за салфетки, држачи за јајца, и тоа. Што мислиш ти за една ваква манифестација што се држи? Манифестацијата можам само да ја поздравам, бидејќи ова е многу убаво што се случува во нашето училиште. Па јас заедно со моето дете изработив некои великденски украси, колачи и нешто слано. И дојдовме тука да ја збогатиме оваа манифестација, значи што е многу убаво. Кажи ми, која е твојата улога тука? Што треба ти да правиш тука? Јас треба тука да продавам. Што продаваш? Продавам великденски работи. Великденски работи. И како се задоволна од продажбата? Јас сум задоволна добро од продажбата. Носители на овој великденски базар беа учениците од 3-то и 5-то одделение, кој стана традиција на самото училиште и секогаш е посетен од голем број на родители и деца веќе 3-та година поред. Со финансиска поддршка од Австрискиот Црвен крст во општинската организација Црвен крст Крива Паланка отпочна реализацијата на проектот насловен како Тука сме и можеме, како надоградба на проектот Грижа за стари лица во домашни услови. Целта е на луѓето од третото доба од регионот да им се обезбедат услови за достоинствена старост. Работилница на која се обучија 22 стари лица и тројца младенци од Крива Паланка, изминатиот викенд започнаа активностите од проектот со наслов Тука сме и можеме, како дел и надградба на проектот Грижа на стари лица во домашни услови, кој го реализира Кривопаланичкиот Црвен крст. Викендов општинската организација започна со веќе имплементација на проектните активности. Спроведовме работилница за заедничка брза проценка, каде обучивме 22 стари лица и тројца младенци кои во наредниот период ќе извршат обсервација на 5 села и со кој ќе направиме едно теренско истражување и анализа и на крајот истата таа би го финализирале со една тркалезна маса. Планирано е проектот да опфати теренско истражување, одnosна анализа на секојдневието на старите лица, со цел да се лоцираат нивните проблеми, но и со посредство на младите волонтери да се подобри нивната општествена инклузија. И во наредниот период ќе се спроведуваат два микропроекти. Едниот проект е Тука сме и можеме како дел и надоградба на самиот основниот проект, а тоа е проектот Грижа на стари лица во домашни услови. Главната цел на самиот проект ќе биде да се зајакнат капацитетите на старите лица за мапирање на недостатоци во обезбедување на услуги и планирање на иницијативи од другите засегнати страни. Проектот Тука сме и можеме се реализира со финансиска помош од Австрискиот Црвен крст, како дел од проектот за грижа на стари лица во домашни услови, со кој веќе 5 години сервисните служби на Црвениот крст успешно ги посетуваат старите и изнемоштени лица од Крива Паланка и Ранков. Кумановскиот театар утре во 20 часот премиерно ќе изведе представата Ревизор по текст на Николај Василевич Гоголј, а во режија на Андреј Цветановски. Во представата играат актери од Кумановскиот театар, кои што се надеваат дека оваа представа ќе најде на добар прием кај кумановската публика.
Нова премиера на Кумановскиот театар. Представата Ревизор, работена по текстот на Гоголј во режија на Андреј Цветановски, се уште актуелна, говори за малограѓанството како состојба на духот, за власта, за моќта и за човековиот страф од стегите на општеството. Сметам дека овој текст е толку битен што ако треба се одберат 10 книги кои што треба да се закопаат негде и после следната цивилизација да ги најде, тоа е една од тие книги е Ревизор. Текстот на Гоголј, иако напишан пред 150 години, се уште актуелен. Сите, без разлика на желбата, се преокупирани со политика, така што за улогата на градоначалникот, актерот Горан Илич вели дека токму поради актуелноста, многу полесно влегол во суштината на она што го нуди неговиот лик. И овој градоначалник е таков, таа фотелја у која седи му е голема, значи не ја заслужува таа и тука доаѓа тоа комичното и трагичното во него. Значи, еден дуалистички лик кој во себе има и комични и трагични моменти. Трагично е за него, а и постапките негови после на крај завршуваат некако така, се однесуваат на некои луѓе, на некои нешта кои предизвикуваат некакви трагични моменти. Мирослав Петковиќ рече дека по 2 години повторно игра во представа и дека ја толкува улогата на судијата. Типичен пример за службеник. Се обидовме, барем јас се обидов повеќе да го критикувам човекот во судијата Љапкин и повеќе не да го критикувам, повеќе да зборувам за човекот Љапкин отколку за судија или за службеник. Александра Михајловска, која игра улогата на керката на градоначалникот, додаде дека со леснотија работеле на такво значајно дело како што е Ревизор. Мислам дека имаше прекрасна атмосфера, како што веќе спомина и колегите, и мислам дека тоа ќе биде препознаено и кај публиката, затоа што ние уживавме во процесот и уживаме во представата. Во Ревизор играат и Кети Дончевска Илич, Марко Трајковиќ, Владо Дојчиновски, Милош Стојковиќ, Никола Наковски, Мартин Манев, Горан Ников. Сценографијата е на Сергиј Светозарев, костимографијата на Александар Ашковиќ, композитор е Димитар Андоновски и драматург е Зоран Зафировски. Репризата на представата ќе се игра на 28 април во четврток со почеток во 20 часот. Вечерва во Центарот за култура Трајко Прокопиев со почеток од 19 часот и 30 минути во малата сала концерт ќе одржи дувачкото трио од Скопје. Ќе бидат изведени дела од светски композитори, посебен акцент ќе се стави на изведување на премиерни и на дела од македонски композитори. Целта на настанот е да се развие концертната дејност како ансамбл во активностите на оркестарот. Во библиотеката Тане Георгиевски се одржа промоција на 6-та поред поетска збирка на Лидија Димковска, насловена како Црно на бело. Во делото е опишано времето во кое што ние сме современици едни со други, книга во која што нема многу метафори и символи, туку има многу чиста вистина, односно се е напишано црно на бело. Во библиотеката Тане Георгиевски се одржа промоција на книгата Црно на бело на Лидија Димковска. Црно на бело е досега најзрелото нејзино книжевно остварување, длабока и по својот дострел, универзална, концепцијски заокружена и автентична книга, достојна на 21 век, која извонредно му прилега и му парира со својот неслучајно апокалиптичен дух и темно обоен сензибилитет. Црно на бело е поетска збирка од моите последни песни во последните години напишани, и тоа се всушност претежно наративни песни кои што се однесуваат на денешницата, на времето во кое што живееме, на светот во кој што живееме, а овој свет е многу и студен, и мрачен, и трагичен, и комичен во секоја смисла. Така што мислам дека ова е една од моите книги кои што на некој начин го покажуваат времето во кое што ние сме современици едни со други. Значи книга во која што нема многу метафори и символи, туку има и многу чиста вистина, односно се е напишано црно на бело. Во најновата стихозбирка Црно на бело стануваме сведоци на поетски свет кој не соочува со реалноста преку раздробувањето на баналноста на секојдневието и тргнувањето во потрега по смислата на постоењето, вели Гоце Смилевски. Без разлика дали таа се изразува низ стих или низ проза,
Dimkovska секогаш се зафаќа во костот со актуелниот миг. Нејзиниот фокус на интерес е секогаш кон она што е овде, она што е сега, проговорува за актуелната ситуација, но воедно тоа го издигнува на едно универзално рамнище, до една универзална димензија. За Оливера Ќервезировска, црно на бело е аманет и тестаментија мајлија, а најмногу се е ѓердан и нож за вратот на виновниците и љубовниците. Новата поетска збирка на Лидија Димковска, 7 години по излегувањето на нејзината последна поетска збирка, е поголем книжевен настан за современата македонска поезија, отколку за самата Лидија Димковска. Тој е најдобриот глас, не нејзин, туку најдобриот глас во современата македонска поезија, еден вистински книжевен настан, кој што не праќа порака дека Лидија Димковска ја напушта прозата, туку само дека и се враќа на поезијата. На Лидија ова е 6-та поред поетска збирка. Предходно има издадено 5 поетски збирки и 2 романи «Резервен живот» и «Скриена камера». Таа е родена 1971 година во Скопје, дипломирала компаративна книжевност, потоа заминува за романи и работи како лектор по македонски јазик и книжевност на факултетот во Букурешт. Таму и докторира од областа на романската поезија. Сега живее во Словенија и активно преведува романска и словенечка литература на македонски јазик. Делегација на парламентарното собрание на Советот на Европа, предводена од специјалист од Австрија, денеска и утре предстојува во Македонија во предизборна мисија. Целта на посетата е да се направи проценка на предизборната кампања и политичката клима за предвремените парламентарни избори закажани за 5 јуни. Според соопштението од Парламентарното собрание на Советот на Европа, делегацијата во која покрај Шенак се наоѓаат уште 6 други членови, тоа Франк Јенсен од Норвешка, Том Пекален од Финска, Ерик Ниелкрос од Естонија, Андреј Хунко од Германија, Лис Кристоферсен од Норвешка и Валерио Гилечи Молдавија, ќе имаат средби со председателот на собранието и министерот за внатрешни работи на Република Македонија. Како што се наведува, делегацијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа има предвидено и средби со представниците на политичките партии кои учествуваат во изборите, председателот и членовите на ДИК, јавниот обвинител, како и со членовите на дипломатскиот кор и представниците на меѓународните организации, граѓанското општество и медиумите. Представници на Македонија и Грција во понеделникот во Скопје одржаа уште една рунда на разговори околу мерките за градење на доверба помеѓу двете држави. Представниците на Македонија и Грција во понеделник во Скопје одржаа уште една рунда на разговори околу мерките за градење на доверба меѓу двете држави. Разговорите меѓу Скопје и Атина се одвиваат во рамките на договорот кој беше потпишан меѓу двете страни на 24 јуни минатата година од страна на министрите за надворешни работи Никола Поповски и Никос Кодзијас. Темите за кои се разговараше вклучуваат соработка меѓу двете министерства, како и билатерален диалог за прашања поврзани со инфраструктурата, енергија, миграција, економија, здравство, култура, јавна администрација, образование и цивилна заштита, се вели во соопштението од Грчкото министерство за надворешни работи. Се очекува разговорите меѓу двете страни околу мерките за градење доверба да продолжат во јуни во Атина. Украина ја одбележува 30 годишнината од нуклеарната катастрофа во Чернобил. САД ќе испрати дополнителни трупи во Сирија. Најмалку 11 луѓе загинаа во терористички напад изведен во источен Багдад. Соларен авион успешно го прелета Тихиот океан. Ова се вестите од светот. Во Украина денеска се одбележува 30 годишнината од нуклеарната катастрофа во Чернобил, до која дојде по експлозијата на реакторот во централата. Тешкото оштетување на реакторот предизвика ослободување облак од радиоактивни материјали кои се рашири низ делови од Украина и Русија, а потоа и низ Белорусија и северниот дел од Европа. Одбележувањата започнаа ден претходно со комеморација во градот Славутич, изграден за да се населат работниците од нуклеарната електроцентрала Чернобил, кои по несреќата не можеа и натаму да останат и да живеат во близината на оштетената централа. Украинскиот председател Петро Порошенко присуствуваше на комеморација во близина на локацијата каде се случи катастрофата, како и на специјална црковна служба за сите загинати во Киев. Дел од некогашните жители на местото Припјат, во кое живееја работниците во централата, сега првпат се вратија за да ги видат нивните некогашни домови од кои се останати само контури, затоа што целиот простор е целосно запуштен и обраснат со густа трева и дрвја, кои израснале изминатите години. Нивото на радијација на локалитетот Чернобил и натаму е високо. Представници на хуманитарни
невладини организации откриваат дека во соседна Белорусија, во реонот блиску до местото на катастрофата, се уште се раѓаат бебиња со разни деформитети, а бројот на заболените од ретки облици на канцер и понатаму е невообичаено висок. Во 2005 година Обединетите нации објавија дека околу 4000 лица починале како последица на болести предизвикани од оваа досега најголема нуклеарна катастрофа во светот. Председателот Барак Обама најави дека ќе го одобри планот за испраќање 250 дополнителни припадници на специјалните единици во Сирија, со цел да се зачуваат придобивките стекнати против Исламска држава. Обама се наоѓа во посета на Хановер, Германија. Од таму истакна дека мал број американски специјални сили веќе се наоѓаат во Сирија и се успешни во истиснување на борците на Исламска држава надвор од клучните области. Тој ги повика европските сојузници да ги интензивираат напорите од нивна страна, додавајќи дека САД не можат да ја добијат битката сами и би сметале на, цитираме, силна Европа која исто така ќе го понесе товарот за безбедност во регионот. Најмалку 11 луѓе загинаа при експлозија на автомобил бомба во шиитскиот кварт во источен Багдад. Во инцидентот се повредени 39 лица. Ова е трета експлозија во Багдад во изминатите 4 дена. Се уште никој не превзеде одговорност за нападот кој се случи во близина на кино во Ал Џадида. Сунитската група Исламска држава која превзеде одговорност за двата напади за време на викендот, често ги напаѓа шиитските квартови и трговски објекти. Авионот на соларен погон кој се наоѓа на пат околу светот слета во Калифорнија, откако успеа да го прилета Тихиот океан, јавуваат американските медиуми. Пилотот Бертран Пикар го приземи авионот Solaris Impulse 2 по 62 часа непрекинат лет без дополнување гориво. Авионот го почна својот пат околу светот во март 2015 година од Абу Даби, престолнина на Обединетите Арапски Емирати. Слетуваше во Оман, Мјанмар, Кина и Јапонија. Соларниот авион ќе се обиде да ја прелета целата земја со цел промоција на еколошки чиста енергија. Кошаркарите на Куманово вечерва во спортската сала во рамките на четвртфиналната серија го пречекуваат работнички со предност од 1-0 во победи. Кумановци во пресрет на овој надпревар се оптимисти и веруваат дека во овој решавачки циклус ќе ги покажат своите квалитети и ќе ги оправдаат очекувањата на навивачите. Следуваат решавачките напревари за кошаркарите на Куманово во домашното првенство. Во таа серија очекувањата на јавноста се повторување на минатогодишниот резултат, пласман во финалето или пак можеби атак на титулата. За да се постигне целта ќе бидат потребни добри игри и максимален ангажман на сите кошаркари. Екипата на Куманово добро игра, особено на последните напревари во првенството, а забележливо е дека новиот тренер Маријан Србиновски успеа да ја консолидира екипата. Вечерашниот противник работнички е традиционален ривал со кого Куманово изминатите години има одиграно многу напревари. Во овој момент Куманово е посилен противник на сите позиции и е фаворит, но ќе треба тоа да го потврди на теренот. Добро е што кумановци влегуваат во серија во победи од 1-0, што представува важен психолошки момент. За вечерашниот меч ќе биде потребна поддршка од трибините, а последниот напревар против МЗТ потврди дека публиката се враќа во Кумановската арена. И она што е најважно, здравствениот билтен во тимот е добар, па да се надеваме дека Куманово ќе ја забележи победата. Ракометните надежи од Кумановското училиште браќа Миладиновци остварија значаен успех освојувајќи го шампионскиот наслов на државното првенство за основци. По тој повод градоначалникот организираше прием за пионерите од Куманово. Под капата на Федерацијата на училишен спорт на Македонија се организираат надпреварувања во дури 20 на спортски дисциплини. Едно од најинтересните е надпреварувањето во ракомет, во кое што се прослави екипата на основното општинско училиште браќа Миладиновци од Куманово. Од 7 до 9 април Демир Хисар беше домакин на спортскиот собир на најквалитетното друштво од македонските основни училишта. Недобрите 6 училишни екипи се надмудруваа во две групи на завршното надпреварување. Кумановки обезбедија место меѓу недобрите 4, а пославието во полуфиналето против Стружанки, младите кумановски надежи заслужено победија во дуелот за наслов против основното општинско училиште Коле Неделковски од Карпош. Јас сум многу задоволна и уште од почетокот кога почнавме првиот надпревар општинско што беше во Куманово, знаев дека ќе стигнеме до државното, бидејќи нашиот тим беше половина тим ЖРК и беше
спремен за секаков надпревар и така стигнавме до државното. Секако дека за ракометот е потребна екипата, но некогаш се истакнува некој играч, сега јас бев тоа и на надпреварот со Струга, кога игравме на продолжетоци, пред крајот на првиот продолжеток, имавме гол од екипата на Струга и да го изведеме голот од половина од теренот. 3 секунди пред крајот јас шутнав и дадов гол од половина од теренот, но секако дека целата екипа помогна. Успехот на футсал екипата од браќа Миладиновци им овозможили место на летниот спортски камп на дел од ученичките, а по тој повод градоначалникот Зоран Дамјановски организираше и прием за девојките. Денеска ми е чест да ги приемам овие млади шампионки кои успеа на републичкото првенство да се од прво место во женски раковен во основни училишта. Имаме MVP играч Кипријановска, која е најдобриот играч и ја пофалија таму, а сите вие кои дадовте голем допринос, големо благодарам од граѓаните на Куманово што ни го брендирате градот и покажувате дека овој спортски град. Младинскиот погон на ЖРК Куманово и втор пат ги направи горди љубителите на спортот од Североистокот затоа што со пионерската екипа на клубот се пласира на втората позиција на Final Four над прервувањето во автокоманда. Секој дека овој успех е навистина извонреден и голем, се надевавме, меѓутоа не беме толку оптимисти пред да отидеме државното, бидејќи навистина за да дојдеме до самото државно првенство, поминавме низ голем број на квалификации. Општина Куманово во мај ќе ги вгости младите спортисти, најдобрите средношколци и средношколки за гимназијадата 2016. Вести од меѓународен спорт. Најдобриот играч на НБА шампионот Golden State Warriors Стеф Кари поради повреда ќе паузира во наредните 2 недели. Во оваа сезона тимовите од кошаркарската Евролига потрошија многу пари за остварување на добри резултати, а на врвот според буџетот убедливо се најде рускиот гигант ЦСКА Москва. Во фудбалската лига на шампиони вечерва во првиот полуфинален надпревар ќе се сретнат Манчестер Сити и Реал Мадрид. Дебитантот во полуфиналето на Лигата на шампионите ќе го пречека кралскиот клуб, кој е рекордер по бројот на настапите во оваа фаза на преварување, по 27 пат ки игра, но воедно Реал е екипа која има најмногу титули во Европа. Во првиот меч во Сити, 10-кратниот победник ќе се обиде да ја направи нов ичекор кон титулата. Кралскиот клуб, иако имаше мали персонални проблеми, сепак добра веза на играчите на клубот, што на оваа средба ќе бидат комплетни со Бензема и Роналдо во составот. Манчестер Сити ќе даде се од себе да направи чекор повеќе и да се избори во историското финале, со што на некој начин ќе ги оправда огромните финансиски средства вложени во изминатиот период од страна на богатите шеици. Во секој случај, љубителите на фудбалот ги очекува интересен меч, на кој според прогнозите шансите се изедначени. Деталните лекарски прегледи во Стеф Кари покажа дека не станува збор за кинење на лигаментите, но повредата на коленото сепак е доволно сериозна за најдобриот кошаркар на Golden State, отсуствува најмалку 2 седмици од терените. Станува збор за истегнување на прв степен на лигаментите во коленото. Тој сигурно ќе паузира 2 седмици, а потоа ќе направиме нови прегледи, пошто ќе видиме како течела рехабилитацијата, соопшти од медицинскиот тим на Golden State. Американските медиуми најавуваат дека паузата на Кари сигурно ќе биде подолга од 15 дена, што значи дека тој дефинитивно ќе ја пропушти полуфиналната серија на Западот против Клиперс или Портланд, но воините се надеваат дека нивниот MVP ќе може да настапи во следната фаза во обидот Golden State да го одбрани трофејот освоен лани. Во Евролигата обидливо најголем буџет имат рускиот гигант ЦСКА од 41 милион евра, а потоа следуваат Фенербахче и Реал со по 30, па Барселона со 28 и Анадолу Ефес со 23 милиони евра. Од екипите од поранешна Југославија ЦДВ е со буџет од 7 милиони евра, додека Црвена звезда во оваа сезона имаше на располагање 5 милиони евра. Најмал буџет во сезоната во Евролигата имаше полската екипа Зелена Гора и тој изнесуваше само 3 милиони евра. На врвот од оваа група бие рускиот Химки со 22 милиони, како италијанскиот Армани со 21 милиони евра, но тие не ги оправдаа вложените средства и не се пласираа во завршницата. На завршниот турнир досега пласман изборија Фенербахче на Перо Антич, Лаборал Кујча ЦСКА, додека последниот патник ќе го дознаеме вечерва по одигрувањето на мајсторката помеѓу Локомотив и Барселона.
Времето во Македонија ќе биде сончево со мала до умерена облачност, посвежо и ветровито со умерена долж по Вардарието и во источните делови засилен ветер. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Останете на КТ, имајте пријатно попладне.